Градоначалникот на општина Штип пред да седне во градоначалничката фотелја и додека работеше како советник во општината, беше еден од оние кои ја поддржаа набавката на метларка по цена од 86.000 евра. Меѓутоа, од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Штип обвинуваа дека и покрај потрошените пари за метларка и нешто помалку од 14.000 евра за одржување на хигиената во градот, целта не е постигната. Со првата своја изјава, новиот градоначалник ја потврди вистината која неколку години ја зборува, дека Штип е еден од најнечистите градови во државата. Констатацијата дека треба да се посети внимание на хигиената укажува на фактот дека нашиот град е нечист и воедно наведува на некои очигледни работи. Прво, градоначалникот не треба да заборава дека во изминатите години тој истиот беше советник во Советот на општина Штип и тој беше еден од оние кои ја поддржаа набавката на метларката по фантастична цена од 86.000 евра. Истиот тој дозволил да се потрошат нешто помалку од 14 милиони денари за одржување на хигиената во градот. Немајќи доблест како советник да признае дека парите се потрошени, а целта не е постигната. За сега да глуми загриженост за нечистотијата околу нас. Дополнително, градоначалникот не треба да заборава дека неговите раководат со градот од 2017 година, што ги прави директни виновници за состојбата во Штип. Но сакал или не, намерно или ненамерно, со својата реторика фрла сомнеш врз единството во СДС на локално ниво. Изјавите на новиот градоначалник покажуваат николци на раскол и неединство во владеачката партија на локално ниво. Колку е вистинито целото ова сценарио, останува да покажат постапките на градоначалникот, кои ќе ја расчистат заматената слика во рамките на партијата, а очигледно дека нечистотијата во Штип тешко да се расчисти, додаваат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Штип.